Председателе, почитувани колеги, вистина, како што кажа претходниот говорник, ова го нема во ниеден парламент и многу работи нема во ниеден парламент како што има во Република Македонија. Преска и вчера слушаме дека ќе се довела Република Македонија во некаква уставна криза и да, Република Македонија е во уставна криза од 27. април 2017 година, кога противуставно се избра председател на собрание, кога противуставно се превзема владата и така натаму. И сега сите тие кои што го дозволија тоа кршење на уставот, сакате да ги ставите на едно купче за да бидат носители на некаква функција во едно тело кое што 9 години ќе ги заштитува од било што понатаму, а за возврат ќе ја заштитува и оваа власт која што ќе падне многу брзо. Татјана Васиќ Бозаџиева, еден од предлозите на парламентарното мнозинство, е денес на дневен ред и таа се истакнува, навистина се истакнува, заедно со Бесмире Јупи. Се истакнува затоа што двете имаат по 100 работни места сменато и по ништо друго не се истакнуваат. Едната за малку пократок рок, другата за малку подолг рок, меѓутоа, очигледно според ова од CV-ата што ги гледаме, е дека работните места ги менуваат како чорапите и секогаш биле во функција на власт. Никаков успех, никакво дело, никаков труд. Каде сакале, таму работеле, кога сакале, тоа го правеле што го правеле. И ова господја Татјана Васиќ Бозаџиева има работено како правник во повеќе институции, но ако ги видиме нејзините дела, ќе видиме дека таа учествувала во неколку спорни работи кои што тука и ние ги споревме. Првото беше набавката на респираторите од Бразил, второто беше набавката на вакцините од Хонг Конг. И секаде таа е вмешана. Понатаму се префрла во Министерство за правда, па тука ни сервираат закони каде што ако некој мисли спротивно од она што го мисли премиерот или председателот ќе биде казнет и така натаму. Ете, од такви работи има учествувано и тоа се нејзините дела. И ништо повеќе. И сега, кога веќе гледате дека ќе паѓате од власт, кога вашиот гуру Зоран Заев гледа дека нема веќе простор за манипулација, сака да си го наполни Уставниот суд со негови поданици, со негови луѓе кои што ќе носат одлуки кои што се извршни според она што го дозволува Уставниот суд и одлуки кои што ќе го заштитат од се она што го има правено во текот на овие 5 или 6 години од како се превзема власт. Надлежностите на Уставниот суд меѓу другото е да се одлучува за усогласеноста на законите со Уставот. Јас не видов дека досега ниту еден од овие и актуелните суди, ни па гледам дека ќе има желба кај овие предлози дека ќе одлучуваат за усогласеност на законите со Уставот или би рекол по-искрено, не очекувам дека некогаш кога ќе се прекрши тука законот од страна на мнозинството или Уставот, дека тие ќе реагираат како и досега многу често ќе се прогласуваат за ненадлежни. Понатаму одлучуваат за усогласеноста на другите прописи и колективните договори со Уставот. Па вие го прекршивте Уставот, ги прекршивте законите со Законот за минимална плата. Имаме тука и колективни договори кои што се прекршени и гледаме дека повторно нема никаква реакција. Ке сте ги штителе, односно оваа господја Татјана Васиќ Бозаџиева ќе ги штитела слободите и правата на човекот. Па таа директно беше вмешана во афера со набавка на вакцини, каде што ниту слободи, ниту права, ништо не се почитуваше, само бизнисот беше примарна цел да се направи. Истата таа Татјана Васиќ требало да одлучува за одговорноста на председателот на Република Македонија. Па, ниту досега некој го спомнал Пендаровски, ниту пак ќе има некаква одговорност за оваквата никаква дипломатија која што тера во Република Македонија. И така натаму, надлежности се тие што се, уште една работа има која што ме буни. Секаде во светот и секаде во Европа и во регионот, за уставни судии се бираат луѓе со искуства. Луѓе кои што поминале многу скалила, луѓе кои што по природата на нештата би требало да одат од основен суд па апелација и така натаму, меѓутоа ваму можеме од
кабинет во кабинет во кабинет, од министерство во министерство, право да се отиде во Уставен суд. И оваа господја, еви хипотетички утре да избереме, да изберете, ќе има мандат од 9 години, ама што ќе прави кога ќе заврши со мандатот? Тоа ќе заврши на свој 58-59 години, според ова што го гледам вам. Што ќе прави до крајот на нејзината работна кариера? И немојте да мислите дека ако некој еднаш преминал од една на друга страна и секогаш бил во функција на државата, дека утре нема да биде во функција на оние кои што ќе бидат на власт. Но тоа не е целта, луѓе. Не е целта ние да ги користиме уставните суди за нашите потреби. Целта е да имаме стабилна држава. Целта е довербата на судството да кренеме од 8% на многу повеќе. Не е целта ние да се играме тука држава и да ги штитиме криминалите и криминалците. Од друга страна, кога ќе ги прочитам сите овие предлози кои што беа предложени од наша страна во ликот и делото на доктор Родна Живковска, Саво Климовски, Бранко Секуловски, Никола Витларов, гледам дека оваа господја апсолутно ништо нема постигнато, ниту пак може да им се фати за малото ногте. Она што за крај сакам да, затоа што имам отприлика околу 3,5 минути, сакам да ги прочитам делата и трудовите кои што ги има издадено господјата Татјана Васиќ Бозаджиева, и ќе молам да не ме прекинувате во читањето. Ги читам инаку стручните трудови. Ќе измешам редовите, да. Сега на второто дело ќе тргнам. И библиографијата ќе прочитам од каде има користена литература. Многу стручно. Добро, ете, ви благодарам. После читањето на трудовите на господјата Татјана Васиќ Бозаджиева, би сакал да ве повикам да размислите што правите. Ќе повторам од вчера она што го кажав, се работи за иднината на многу генерации, се работи за наредните 9 години, се работи за тоа дали сакаме да бидеме дел од некакви меѓународни организации, каде што првите принципи се владење на правосудството, каде што треба да има помалку криминал, каде што треба да има помалку корупција, или со оваквите потези ќе продолжиме да го оправдуваме сето она што досега се правеше, ќе продолжиме да го оправдуваме носењето на Република Македонија од 66-то место на 111-то во однос на индексот на корупцијата и ќе ја однесеме Република Македонија во една лоша насока. Ќе повторам исто така вчера тоа што го кажав, не е доволно она што вие го правите, да менувате устав, не е доволно да менувате историја, не е доволно да брусите сонца, не е доволно да бришете споменици, за да утре се надевате дека ќе бидете дел од некаква Европска унија. Треба да работите многу повеќе на иднината на Република Македонија и ако веќе имате конкретен предлог, дајте да го разгледаме, дајте да видиме, ве молам, одбите го овој предлог, затоа што, како што можевте да слушнете, кои беа делата издадени од господјата Тања Васиќ, видовте дека ништо нема. Ве молам уште еднаш, дајте да работиме за иднината на Република Македонија. Благодарам.